Пандемијата и рестриктивните мерки несомнено доведоа до рецесија и на македонската и на глобалната економија, па затоа државите посветено носат мерки за помош. Во оваа емисија на Агенда 35 објаснуваме какви мерки носи македонската влада, пренесуваме ставови на надлежните и на економски експерти, објаснуваме и какви мерки носи Европската унија за да ги заштити економиите на националните држави. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Владата во 3 наврати досега донесе мерки за да ја поттикне економијата. Одвоени се вкупно 550 милиони евра од буџетот. За експертите, клучниот одговор за спас на економијата се состои во вториот сет мерки, со поддршка за спас на работните места. Недостасува помош за капиталните инвестиции и за извозно ориентираните компании. Европската унија развива долгорочен стратешки план за спас на економиите. Останете со нас. Вкупно 550 милиони евра од буџетот, или 5,5% од бруто домашниот производ, е проценетата вредност на сите антикризни мерки што ги донесе владата последните 2 месеца како одговор на економската криза која настана поради затворањето на целото општество. Ограничувањето на движењето и полицискиот час несомнено ја втурнаа економијата во рецесија, која според проценките на меѓународните финансиски институции ќе се движи од 3 до 4% пат на бруто домашниот производ, но паралелно се носеа мерки со цел да го ублажат ударот врз економијата. Последниот, трет пакет антикризни мерки, меѓу другото вклучува платежни картички по 9.000 денари за купување домашни производи за околу 100.000 граѓани што имаат помали приходи од минималната плата. Потоа, платежни картички и ваучери по 9.000 денари за домашен туризам, со кои се таргетираат исто така околу 100.000 граѓани со приходи под минималната плата. Викенд без ДДВ за сите граѓани за купување домашни производи. Паричен надомест за сите кои останале без работа во март и април, но и неколку мерки за поддршка на бизнисите, како бескаматни кредити од Развојната банка во вредност од 31 милиони евра, уште 25 милиони евра од буџетот за освојување нови пазари и поголема конкурентност, финансирање на обуки, како и повеќе мерки насочени за поддршка на земјоделството. Техничкиот премиер Оливер Спасовски објасни дека овие мерки се очекува на краток и среден рок да поттикнат побрзо опоравување на економијата. Третиот пакет економски мерки ќе овозможи заживување на македонската економија преку директна поддршка на граѓаните и на стопанството. Истиот содржи краткорочни и среднорочни мерки за ревитализација на македонската економија. Ова се мерки за нова развојна економија, преку кои ќе ја зголемиме потрошувачката и ќе ги стимулираме заштитата, промоцијата и растот на домашната економска понуда. Со новата развојна економија ќе ја зголемиме и нашата конкурентност и во регионот и пошироко. Морам да нагласам дека креирањето на мерките од овој пакет беше направен максимално транспарентно и во целосно инклузивен процес во кој учествуваа стопанските комори, синдикатите, граѓанските организации, како и поединци, експерти во одделни области од социјекономската и финансиска сфера. Министерката за финансии Нина Ангеловска смета дека освен граѓаните, клучно е што мерките опфаќаат многу бизниси за да може полесно да ги надминат проблемите во посткризниот период. Важно е владата ова што го покажува преку овој пакет е дека мисли на сите, дека има јасно определени цели и дека ќе го помогне и како што беше кажано нова развојна конкурентна македонска економија, ќе го помогне и приватниот сектор за да биде уште подобар и уште поконкурентен во пост корона периодот. Економскиот советник во владата Фатмир Битичи наброја неколку клучни ефекти што се очекува да ги дадат овие мерки. Ефектите од овој економски пакет на мерки се повеќе димензионални. Па така, резултатите кои ќе се постигнат со нив ќе значат и системски решенија. Ќе се поттикне приватната потрошувачка, ќе се зголеми конкурентноста на нашите компании на домашно и регионално ниво. Ќе се трансформира и унапреди дел од економијата со воведување на IT и друга технологија во нивното работење. Ќе се формализира дел од неформалната економија, ќе се зголеми употребата на безготовинските плаќања како инструмент за сузбивање на сивата економија и ќе се овозможи модернизација и дигитализација на услугите и процесите.
Ефектите од овој нов пакет економски мерки се на сите нивоа. Ке ги осетат сите граѓани и многу ресори во економијата. Ние сме социјална држава и солидарно општество и затоа во мерките може да се пронајде секој. Зашто секој треба и секој ќе добие подршка. Владата претходно во 2 наврати донесе антикризни мерки, меѓу кои финансирање плати во износ еднаков на минималната плата, односно 14.500 денари за работниците од најпогодените индустрии. Според проценките, од сите досегашни мерки, бенефит ќе имаат над 730.000 граѓани. Економистите оценуваат дека третиот сет на економски мерки кои владата ги донесе за амортизирање на ударот од пандемијата со коронавирусот ќе ја поттикне потрошувачката и со тоа на краток рок ќе се забрза економската активност. Универзитетскиот професор Маријан Петрески, со кој што разговаравме за сите досегашни антикризни мерки што ги донесе државата како одговор на економската криза, смета дека и со вториот пакет се постигнал вистинскиот ефект, со кој државата им помага на фирмите да ги исплатат платите на работниците и да се сочуваат голем број на работни места. Но она што генерално недостасува, според Петрески, се мерки со кои би се опфатиле извозно ориентираните компании, како и капиталните инвестиции каде што има постојани потфрлања. Третиот сет мерки е во една сосема поинаква насока. Нели владата тоа го комуницира дека се однесува на заздравувањето на економијата и да кажеме дека тоа е коректно. Меѓутоа, она што е главно во тој сет на мерки се оние мерки кои што се насочени да ја поддржат потрошувачката. И тоа е во ред, но тоа тие ќе го направат на еднократен начин, значи немаат долгорочен ефект. Би рекол дека она што дополнително е позитивно кај тие мерки што беа таргетирани, затоа што во други земји, да не одиме подалеку од една соседна Србија, имаме мерки кои што не се таргетирани, така наречени пари од хеликоптер, што е далеку полоша опција од она што го гледаме тука. Во однос на генералната оценка на мерките досега, според Петрески, со вториот сет на мерки се постигнал некаков баланс помеѓу она што им треба на фирмите и она што им треба на работниците. Јас мислам дека главното амортизирање на ударот врз економијата беше направено со вториот сет мерки, каде што се и тоа главно една мерка, она која што овозможи фирмите кои што се соочуваат со ликвидносни проблеми, државата да им излезе во пресред преку позајмица или во одредени случаи преку грантови средства да ги исплаќаат платите во висина од 14.500 денари по вработени. Мислам дека тоа беше една соодветно димензионирана мерка која што оневозможи да се соочиме со голем бран на отпуштања. Она што генерално недостасува, според Петрески, е целосен фокус врз економијата на долг рок. Ке спомнам само 2 групи, да кажам, на потенцијални мерки. Тоа е што ќе се случува со извозно ориентираните компании, бидејќи во процесот на рекавери, на заздравување на економијата, всушност тие може да бидат еден клучен столб како да извлечат оваа економија од подлабока криза. И вториот елемент се капиталните инвестиции на државата, за кои што не сум оптимист, бидејќи во претходните години не се направи ништо за да се промени процесот на планирање и извршување на капиталните инвестиции. Ние таму видовме постојани потфрлања. Имајќи предвид дека се распишани предвремени избори и партиите преговараат за конкретен датум, според Петрески, тешко е да се каже дали во мерките има или нема популизам, особено што тие се фокусирани врз потрошувачката. Од друга страна и скоро сите земји тоа и го прават, односно барем за да ги залечат краткорочните последици од кризата се фокусираат врз потрошувачката. Така што сега сакам да кажам дека ние ако сакаме да најдеме аргументи дали тие се популистички во пресред на изборите или не, се секако дека ќе најдеме, меѓутоа да гледаме чисто економски. Професорот оценува дека не може процесот на заздравување на економијата да се помине безболно. Затоа и мерките кои досега се преземаа се во насока тој пат да биде пократок. Колку во тоа ќе успееме ќе видиме, затоа што се уште во целиот овој контекст постојат многу непознати. Значи ние сега велиме дека сме во фаза на излегување од првиот удар на кризата, меѓутоа се уште гледаме дека не го правиме тоа доволно брзо. Се уште економијата не се отвара доволно брзо.
а не знаеме што ќе се случува на есен. Постојат доста прогнози дека ќе имаме втор пик на епидемијата, со какви мерки потенцијални тогаш би се бореле. И во македонски услови секако третиот фактор кој што не треба да го занемаруваме е дека треба да одржиме избори во целиот тој контекст. За проценките за движењата во економијата до крајот на годината, вели дека ќе зависи од тоа каков втор бран на коронавирусот не очекува. Ако тој удар дојде и биде посилен и ние не можеме да се справиме во смисла на тоа дека сме го искористиле фискалниот простор и не можеме тоа се дополнително да го финансираме, тогаш секако дека таа проекција моја лична ќе се влоши за тоа како економијата ќе се заврши, но и обратно од позитивната страна. Реков дека капацитетот на мерките да се борат со првиот удар е солиден и во таа смисла очекувам дека тоа барем во одредена мера ќе го ублажи падот. Меѓународните и домашните финансиски институции предвидуваат пад на македонската економија од 3 до 4% до крајот на годината, но веќе следната година се очекува закрепнување и раст и до 7%. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го осветли престојниот план за обнова од пандемијата. Како што беше претходно најавено, планот за наплата ќе се заснова на 7-годишен буџет на Европската унија и ќе биде дополнет со нов инструмент за наплата. Конкретно ова значи дека комисијата ќе предложи да позајми фиксен максимален износ на пари од пазарите што користат гаранции што ги даваат земјите членки. Председателката посочи дека иако вирусот е ист, различните земји членки различно одговориле на него, а и различно се погодени. Оние на кои главна гранка им е туризмот и кои први беа погодени од кризата, се и оние кои најтешко поминуваат. Затоа таа пред европретениците побара сериозен пристап кон планот за опоравување. And because it is a real European recovery, focusing on European priorities, it is essential that the European Parliament plays its full role. For me, it goes without saying that this Parliament must provide the democratic accountability and have its say on the entire recovery package, just as it does on the European budget. На соработка помеѓу европските институции апелираше и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. And that's why I am convinced that a very strong cooperation between the democratic and legitimate European institutions will be vital in the next weeks, in the next months. The first goal was to endorse the proposals made by the Ministers of Finance in order to mobilize more than 540 billion euros in order to support the workers, the companies, but also the member states. And we have asked the Ministers of Finance to implement this decision by the 1st of June. Неголемиот дел од планираните пари ќе одат како алатка за обновување и еластичност, за финансирање на јавните инвестиции и реформи. Овие фондови ќе бидат вклучени за координација на економската политика, со цел да ја поддржат Европа во транзицијата кон климатски неутрална, дигитализирана и еластична економија. Додека фондот ќе биде достапен за сите земји членки на ЕУ, тој ќе се фокусира на областите кои се најпогодени од мерките за заклучување, наметнати во време на појавата на коронавирусот. Затоа комисијата планира да го надополни кохезискиот плик во тековниот буџет на ЕУ и да ги распредели парите на земјите врз основа на сериозноста на економските и социјални влијанија од кризата. Вториот столб на инструментот за опоравување ќе се обиде да ги мобилизира приватните инвестиции за повторно започнување на економијата, со посебен фокус на стратешките сектори. Фон дер Лајен најави дека ќе го зајакне InvestEU, инвестициски инструмент кој му успеа на така наречениот Јункер план и ќе создаде нов стратешки инвестициски фонд, со кој ќе помогне да се инвестира во ланци за клучни вредности клучни за нашата еластичност и стратешка автономија, како и за фармацевскиот сектор, рече таа. Таа исто така ја потврди низината намера да создаде инструмент за солвентност, за да се помогне во рекапитализација на здравите компании, кои се изложени на ризик, како резултат на заклучувањето. Во третиот столб, фон дер Лајен има намера да ги засили инструментите што ја докажале нивната вредност за време на кризата, од спасување до природни непогоди, до Хоризонт Европа, истражување и иновации, и да создаде посебна здравствена програма. Комисијата планира и да ја зајакне соработката со странските земји во соседството на ЕУ, вклучително и развојната соработка и предпристапната помош за Балканот.
Мерките за заштита од COVID-19 кои беа воведени во март 2020 година од страна на државите членки на ЕУ имаат значајно влијание на индустриското производство во Унијата, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија. Според податоците, индустриското производство во март 2020 година, споредено со истиот месец претходната година, во еврозоната бележи пат од 12,9%, а во Европската Унија пат од 11,8%. Помеѓу државите членки на ЕУ, најголем пат на индустриското производство е регистриран во Луксембург и тоа 32,7%, Италија 29,3% и Словачка 19,6%. Најголем раст пак на индустриското производство во март 2020 година, споредено со март 2019 година, е забележан во Ирска и тоа 25,3%, Малта 5,7% и Финска 2,8%. Од балканските држави кои се членки на ЕУ, освен Грција каде е регистриран минимален раст на индустриското производство од 0,6%, пат е забележан кај Романија и тоа 13,6%, Словенија 7,7%, Бугарија 6,9% и Хрватска 4,9%. За да се спречи недостаток на вода во ЕУ, Европскиот парламент ја одобри регулативата за повторна употреба на вода. Со новите правила за прв пат на европско ниво се дефинираат минималните барања за употреба на рециклирани води во земјоделски цели на безбеден начин, заштитувајќи ги луѓето и природата. Со новите правила намерата е да се гарантира поголема искористеност на пречистените отпадни води со цел ограничување на искористувањето на водите од водни површини и подземни води. Намалувањето на нивото на подземни води пред се поради наводнувањето за земјоделски цели, но и поради индустриската употреба и урбаниот развој, е една од главните закани на водната околина на Европската Унија. Според Европската комисија, која беше предлагач на новите правила, регулативата може да ја зголеми употребата на пречистените отпадни води за наводнување во земјоделието од 1,7 милиарди метри кубни на 6,6 милиарди метри кубни годишно. Се проценува дека инвестициските трошоци изнесувале 700 милиони евра, а придобивките до 3 милиарди евра годишно. Скоро 2/3 или 64% од лицата на возраст од 16 до 74 години во Европската Унија, кои живеат во домаќинство со дете под 16 години старост, имаат основни или надосновни дигитални вештини, покажуваат податоците на Евростат, а кои се однесуваат за 2019 година. Ова е подобрување од 1% поен во однос на 2017 година, односно 3% поени во однос на 2015 година. Помеѓу државите членки на Европската Унија, Финска има најголемо учество на лица на возраст од 16 до 74 години, кои живеат во домаќинства со дете по 16 години старост, а кои известиле дека имаат основни или надосновни дигитални вештини, и тоа 88%. Потоа следат Холандија со 83% и Шведска со 81%. На спротивната страна, најмало учество е регистрирано во Бугарија, и тоа 32%, Романија 34% и Италија 45%. Според податоците на Евростат, во нашата држава во 2019 година, 36% од лицата на возраст од 16 до 74 години, кои живеат во домаќинства со дете под 16 години старост, имале основни или надосновни дигитални вештини. При готвењето на храна, две работи се од клучно значење: квалитетот и хранливите состојки на избраните суровини и производи, како и поседувањето на знаење и вештини за нивна подготовка. Но големиот развој на иновативни уреди, овој за многу луѓе голем предизвик, го прави лесно надменлив. Па така при изборот на суровините и производите кои се користат за приготвување на одредено јадење, лесно и на едноставен начин може да се утврди нивниот квалитет и содржина, со помош на иновативниот уред кој го има развиено една компанија. Со уредот за помалку од 5 секунди, со помош на сензори и околу 250 алгоритми за откривање на информации во храна, се врши скенирање на избраните суровини или производи до молекуларно ниво. Податоците потоа безжично се пренесуваат во специјалната апликација која треба да е инсталирана на мобилен телефон. Во апликацијата се прикажани информации за бројот на калории, јаглени хидрати, масти, протеини, шеќери, глутен и друго, кои ги има во скенираната суровина или прехранбениот производ. Откако се избрани состојките за храна, во кујната може да се активира иновативниот уред на една шведска компанија, кој всушност работи на принципот на холограм технологија. Уредот може во кујната да ги донесе нашите најмили, но и најпознатите светски готвачи да помогнат околу приготвување на храната на перфектен начин.
Рестриктивните мерки се разлабавуваат, но одговорноста не би смеела. И понатаму внимателно следете ги препораките на надлежните и останете со програмите на македонската телевизија. Со Агенда 35 се гледаме повторно следната среда.